Саша Станишич е овде со нас, се наоѓаме на местото каде што утре ќе се случи македонската премиера на неговиот PC Бусан. Вели Горан ќе ја одлетаме во Јужна Кореја, а јас тогаш ќе го прашам Саша Станишич, режисерот на овој филм, што ве натера токму Јужна Кореја? Која провокација 2019 токму во Јужна Кореја да се спојат патиштата? Па вака, што ме натера? Мислам, отидов по... Многу ја сакам корејската кинематографија и ова испадна као, па ја би кажал случајно, значи Бусан е дел од една мрежа на креативни градови за филм на УНЕСКО и дел од таа мрежа е Битола. Сото луѓе може не го знаат многу, ама така, тоа е интересна работа. И јас бидејќи имам неколку филмови снимено во Битола, мислам тоа им беше као единствениот критериум, мислам формален, аплицирав и ме примија. И тоа беше као резидент, ме примија на резиденција, режисерска резиденција, значи имав 3 недели да напишам сценарио, да ги поминам сите фази на развој на филмот, да го завршам, измонтирам и да направам премиера таму. Така што беа така, во 20 на дена. Како изгледа, Саша, да се снима филм на корејски? Колку влегува режисерот или колку е тоа поинакво искуство? Па, вака, јас имам искуство со снимање филмови на други јазици. Може да се каже дека еден од првите мои македонски филмови, што беше дел од Скопје Ремикс Магава Диско Панк, беше снимен на ромски. И беше 100% беше снимен на ромски, тогаш ми беше исто предизвик, ама сватив дека понекогаш што ја олеснува работата. Да, бидејќи ако го знаеш сценариото, ако знаеш што зборуваат, не си фокусиран толку на диалогот, на тоа што го кажуваат, но на тоа како го кажуваат. Кога си фокусиран на изразите, на дикцијата и слично, понекогаш тоа дури олеснува. Сега се селиме на она што внатре раскажува филмот. Главен лик во приказната е Гу, 40 годишен самец кој работи 60 часа неделно. Велите еднаш во неколку месеци тој има слободен ден во кој конечно може да биде она што сака да биде. Ова од наши услови македонски изгледа невозможна мисија. Да, па вака, еден од проблемите што беше требаше пред да отидам таму да им предложам приказна, а навистина е така доста тешко да предложиш во земја кој што не си бил. Сега затоа што јас така си понекогаш си геймам, нели, во слободно време и знам за корејската гейминг култура, ама знам и за нивната, нели, зашто ме интересираат нивни филмови, за нивната работна култура. Значи, тие работат по 60 сата, тоа е просек. Значи, работлива нација и со голема пресија на колективна. И таа информација што ми дојде кога баш читав што да пишуваме, дека затоа се вика филмот PC Бусан, нивните интернет кафиња се викаат PC Bank, така ги викаат PC Bank, и ако имаат они добар интернет, не играат по дома, играат по интернет кафиња. И по број има поише интернет кафиња него што има продавници или кафулиња. Значи секаде ги има. И кога се обидов да видам зошто е така, сватив дека тоа е место за ескапизам. Значи они немаат некој друго, немаат многу можности да побегнат од таа реалност и тие им затоа имаат толку, нели, геймери во суштина и затоа и се вика филмот PC Бусан, што игра со зборови, значи што се вика, освен тој реален град, сакав да го прикажам тој град на тие ескаписти, тој виртуелен град на Бусан. Значи овој Гу така излегува од својата реалност на 60 часа работа и влегува во интернет кафе, тоа е тоа? Па да не ја кажам се приказнам, а реално тоа му е еден ден слободен ден, кај што у суштина сакав малце да поиграм и градот да го прикажам као некој вид на мапа на видеоигра. Значи он се филма дека е некој вид на херој од таму. И тоа е некој вид на ескапизам што си го прави. Да. Значи, така, филмот требаше да, тоа што сакав да го кажеме, да ја прикажам нивната реалност преку некој па типичен наш поглед на свет, на работите, малце по-лајт во смисла некој таков балканско-медитерански хумор, да прикажеш тешка и некоја така чуден живот во Кореја. Сега да се осврнеме на тоа дека утре, така, ги повикуваме сите оние, всушност ова е 4-то издание на еден фестивал во овој простор, овде каде што се наоѓаме, мултимедијалниот простор Кафе и филм култур. По проекцијата ќе следи разговор со вас како режисер. Дали очекувате некои прашања кои што ќе избликнат од филмот, да речеме, очекувате ли без пари можеш да присуствуваш, ама треба да резервираш место. Да резервираш, да. Па не знам, се надевам, мислам да видам затоа
Затоа што филмот знаеш, секогаш е добро некој филм да се тестираат по повеќе различни типови на публика. Мене ми беше мило дека корејската публика добро го прифати и баш од таа причина дека, знаеш, кога некој не е од некоја земја, кога ќе дое прв пат странец, некои работи што на пример за таа земја му делуваат им делуваат нормални и банални дури, за тој странец им делуваат доста интересни. Као мене, тоа е менивен нормален живот и мене ми изгледаше тоа е интересно. И добро го прифатија, кажаа дека го виделе некој друга призма што не успеале да видат претходно, така што не знам ќе видиме сега баш како македонската публика ќе реагира. Мислам чисто сум љубопитен на вистина, да. Саша, уште едно прашање пред крај на овој разговор и пред да ги поканиме сите оние кои што се заедно сутринска на Телма. Кои беа пак прашањата од таму во Кореја, во Јужна Кореја кога беше проекцијата на филмот прва? Имаше прашања такви разговор со вас или не? Не така. Немаше разговор, ама имаше неколку критики искочија, кои што беа токму тоа. Имаше разговор што значи животот таму. Мислам јас исто да го кажав, сега што го кажав дека мене баш тие работи што ниф им се банални, секојдневни мене ми беа интересни. Значи тоа е во суштина патникот секогаш така ги гледа со тие очи. Да. И тоа им беше, а плюс зашто се доста хомогена нација, немаат автохтони малцинства реални, значи баш компактни. Секогаш со странците им се, ја бев многу гостопримливо при мене. Значи многу им беше мило некој странец, некоја за нив екзотична земја, ти ние за нив сме екзотика, се интересира за таа земја. Ја душа реално знаев и се спремив и би интересно. Значи во таа смисла се доста гостопримливи. Саша, не ми останува ништо друго освен да те заблагодарам, да посакам убава македонска проекција на филмот PC Busan утре вечер во колку часот ги покануваме се? Во 8 часот. Да, во 20 часот. Навечер, да. Во 20 часот Бујрум во Котур, тука се случува четврто издание на интересни проекции на филмови, PC Busan само за вас, а потоа и разговор, односно прашања и одговори ваши, како прашања, а одговори на режисерот нашиот Саша Станишич.